Well, I'm very happy to be in Prilep today with my colleague from Значи, навистина сум среќен што сум денеска во Прилеп, што го посетувам Прилеп заедно со мојот колега од Велика Британија. Мислам дека има неколку причини поради која денеска го посетуваме Прилеп. Значи, дојдовме тука денеска да дознаеме, да научиме нешто повеќе во врска со самата општина, во врска со тоа што Европската унија прави или какви проекти реализира во вашата општина. Навистина сум многу среќен дека ние како Европска унија во соработка со вашата општина реализираме многу проекти во многу сфери кои што ги засегат директно граѓаните кои што се во нивна корист. Тие проекти се изградба на канализациониот систем како и пречистителна станица за отпадните води. Значи тие се проекти кои се во тек, кои што се реализираат. Исто така, значи ние како Европска унија финансираме проект за реконструкција на железничката станица и ред други проекти кои што се поврзани со социјалната сфера во вашата општина. Така да исто така денеска ќе разговараме со различни групи, ќе имаме состаноци. Веќе ова е првиот состанок со општинските представници. Понатаму ќе се сретнеме со уметниците во вашиот град, со новинарите и на крај следува состанок со граѓаните, на кој што состанок ќе имаме можност да разменуваме гледишта со граѓаните и за тоа кои се нивните очекувања од страна Европската унија, се разбира нивните гледишта и очекувања од страна на земјите членки на Европската унија. Мислам дека денесната посета исто така доаѓа на едно многу важно време, затоа што денеска почнува изборната кампања, значи официјално. Мислам дека во минатото не постоеле такви избори како што се овие избори кои што сме ги чекале толку долго време, затоа што представуваат една можност за самата земја да се, значи, исто така за низините односи да се стабилизира внатре, меѓутоа исто така и да ги стабилизира односите со Европската унија, така да ние како Европска унија очекуваме добри избори и очекуваме дека новата влада која што ќе произлезе од овие избори да може сериозно да се ангажира во испорачување на сериозни реформи. Очекуваме дека веднаш после изборите ќе се, значи, креира моментум за, значи, внатрешен моментум, меѓутоа исто така и моментум во односите помеѓу земјата и Европската унија, за да можеме заедно да работиме на европскиот пат, така да овие се причините, всушност поводот на денешната посета тука. Таму ако може да додадам што се однесува на овие посети, значи ние денеска како амбасадори сме тука во Прилеп, меѓутоа и неколку други амбасадори, значи посетуваат различни градови низ земјата. Пример, јас минатата недела го посетив Тетово заедно со шпанскиот амбасадор во вашата земја. Значи сите овие активности на амбасадорите на Европската унија, значи се случуваат во овој период пред изборите, се со цел, значи, да покажеме или да укажеме на важноста кои овие избори ја имаат за целата земја. Исто така, значи, за нас амбасадорите на вистина секогаш постои опасност да остануваме само во Скопје, да се среќаваме само со новинарите и политичарите во Скопје. Значи, овие посети се како напор на нас амбасадорите да излегуваме од сапуницата, како што рече амбасадорот во Скопје, се со цел да ги слушнеме граѓаните кои што живеат по општини, да разменуваме мислења, да видиме што граѓаните очекуваат од нас, па дури и да научиме нешто повеќе за прашањата со кои што се соочуваат, а што се однесува на изборите. Ние како Европска унија, значи, не очекуваме ништо повеќе од тоа да се има кредибилни и фер избори кои што ќе создадат моментум за да продолжиме понатаму. Многу сум среќен повторно да сум во Прилеп. Прилеп е многу убав град. Сепак Прилеп е првиот град надвор од Скопје кој што сум го посетил после пристигнувањето во Македонија во 2014 година. Во ова време бевме тука со колегите од амбасадата за проект на соработка со Невен центар тука за лице со посебни потреби. И мислам дека Прилеп е многу
важен град, много важно е дипломатите в Скопје да видат, да го видат таков град како Прилеп, бидејќи Прилеп е многу различен град од Скопје и тој е важен дел од целата држава. Ќе се сретнам заедно со амбасадорот Жбогар, со различни групи тука и